За победа на избори се потребни три нешта – пари, пари и пари. Овој цитат често се користи како формула за успех за секоја политичка партија, особено во земјите со недоволно консолидирана демократија. Истата се користи и кај нас, каде парите потрошени на избори најчесто се во директен сооднос со изборните резултати. Изборите поминаа, но многу прашања останаа неодговорени. Колку потрошиле партиите? Кој е изворот на тие пари? Дали имало сомнителни донатори? Дали сите пари поминале низ посебните партиски сметки или имало пак услуги кои се платени со кеш? Финансирањето на политичките партии е еден од основните извори на корупција во македонскиот општествен систем. Центарот за истражувачко новинарство СКУП Македонија од поодамна ја истражува корупцијата во политичките партии. Тоа го направивме и сега. Ги анализиравме приходите и расходите на учесниците на последните избори. Најголем дел од расходите на кампањата отпаѓа на политичкото рекламирање. Така политичките партии за рекламирање на последниве избори потрошиле 2,6 милиони евра. Од нив најмногу пари потрошиле од ВМРО-ДПМН и коалицијата Обнова, околу 915.000 евра, додека од СДСМ и коалицијата Можеме во медиуми потрошиле 882.000 евра. За разлика од водичките македонски партии, каде има многу мала разлика од потрошените пари, ДУИ има потрошено 11 пати повеќе пари од Алијанса на албанците и Алтернатива. ДУИ во оваа кампања потрошиле 410.000 евра, додека Алијанса за албанците само 37.000 евра. Од останатите партии Единствена Македонија има потрошено 57.000 евра, Левица 55.000, Интегра 54.000, Социјалдемократската унија 49.000, ГДУ 38.000 и така натаму. Исмет Рамадан е искусен политичар кој бил дел од неколку изборни кампањи. Во 4 последователни мандати бил пратеник, а во последниот период е дел од Евроатлантскиот совет, организација која ги промовира вредностите на НАТО. Добро ги познава партиите, нивниот начин на функционирање, но и моќта на парите за придобивање на гласови. Вели дека сега парите се пресудни за добивање гласови, но во негово време не било така. Изборните кампањи биле скромни, повеќето со средби со граѓани, наместо скапи реклами. Јас 4 мандати бев по 4 години пратеник, никогаш немав постер, ни мал, ни голем. За да не, кога настапив како кандидат за пратеник. И после 90-тите, односно после 2000-та година е малку би рекол условно, има по-модернизирана кампања, така што и бините почнаа да се декорираат исто така. Адвертингот, односно рекламите во медиумите беа многу поприсутни. Бојан Кордалов, експерт за кампањи и нови медиуми, вели дека платеното рекламирање е важен дел од севкупниот маркетинг, но многу поважно и поефикасно е што се нуди на гласачите. Веќе оние големи платени прескапо рекламирање, собери и така натаму не даваат толку голем ефект како што давале пред 15, 20 или 30 години. И дека мора многу внимание да се обрне на програмата, на платформата, на пораката, на кандидатите, доколку сакате да постигнете успех. Залудно е да потрошите и милиони, ако ја промашите пораката, ако ги промашите кандидатите, нема да постигнете ништо. Прв пат законот за финансирање на партиите беше донесен околу 2004 година, со кој се регулира и како ќе се финансираат кампањите. Законот претрпе неколку измени во кои беше предвидено и кампањите да бидат финансирани од државниот буџет. Рамадани вели дека политичките партии треба да покажат поголема одговорност, бидејќи, како што истакна, нема полошо да се користат пари на граѓаните, а да се нуди опција која има елементи на национализам, па дури и фашизам. Но сето тоа е во рамките на законски предвидените средства. Што е со така наречените црни пари и колку кеш пари се вртат во кампањата? Кеш, тие се понекогаш и црни пари, црни фондови. И држава која не е добро организирана, за која ние кубуриме и велиме дека не е правна држава,
Во такви држави со таква правда очекувано е и скоро е сигурно дека има црни фондови. Мислам дека тоа може да се регулира со тоа што ако функционираат контролните системи во државата, тогаш и ако одреден субјект, односно одредени личности од субјектот бидат, мислам, детектирани, фатени во такви дејанија, тогаш треба да ги стигне правдата. Иако политичките партии според законот треба да дадат отчет за сите потрошени пари, Рамадани вели дека сепак се можни малверзации. Потребни се посилни и поефикасни контроли, смета тој. Очекувам дека го почитуваат законот затоа што во законот е предвидено се. Меѓутоа има работи кои не се предвидени во законот, најверојатно тоа го злоупотребуваат одредени структури или политички партии и тоа треба да се детектира од страна на надлежните органи кои треба да направат контроли. Мој впечаток е дека кога се однесува за економски субјекти или други субјекти, овие контроли се многу попрецизни, многу поощри, многу понепредвидливи. Кај нив, кај политичките партии, тоа некако не мислам толку ефикасно направено досега. Јас мислам дека не треба да бидат имуни на тие контроли, затоа што токму тие политички партии денес или утре ќе ја водат државата. Рекламите и промовирањето на слоганите опфаќаат значаен дел од партиските трошоци за време на предизборната кампања. Од топ 5 најголеми корисници на овие пари, 3 се национални телевизии и 2 компании што изнајмуваат билборди. Листата ја предводи Сител телевизија со 285.000 евра, Акцент медија со 268.000 евра, Канал 5 со 265.000 евра, Алсат 262.000 и Скрин медија со 171.000 евра. Рекламирањето во медиумите најскапо го платиле од Единствена Македонија, кои за освоените 2604 гласа платиле реклами во висина од 54.000 евра или за секој глас морале да платат по 22 евра за реклама. Потоа следуваат Народната партија на ромите и Слободни демократи со по 21 евро, 19 евра Социјалдемократската унија, 14 Твоја партија. Додека листата на партии кои инвестирале најмногу во реклама за добиен глас ја предводи Алијанса на албанците со половина евро или 30 денари за глас, Левица и ДП по 1,5 евра, СДСМ со 2,7, ВМРО-ДПМН со 2,9 и ДУИ со 3,9 евра реклама за секој добиен глас. За мандатите најефтино поминале од Алијанса на албанците, каде за да добијат пратеник потрошиле 3.150 евра за пратеник, СДСМ и ДП по 19.000 евра, ВМРО-ДПМН 21.000 евра, додека Левица и ДУИ инвестирале најмногу, односно по 27.000 евра по пратеник. Многу фактори влијаат на тоа колку гласови може да се освојат, дури многу повеќе и од било колку пари да се фрлат за кампања, смета Кордалов. Се зависи од комбинација на фактори. Кои се кандидатите? Каков одиум имаат во јавноста, бидејќи вие не можете од секој кандидат да направите чудо, дури и да историте милиарди. Која е програмата? Кој е вашиот бекграунд? Кои се очекувањата електоратот? Кој е вашиот против кандидат и така натаму? Значи не би можело да се зборува колков контингент на гласови се носи со рекламирањето. Сепак би ставил акцент дека мораме да разбереме дека кампањата мора да трае постојано и оние 20 на денови кои што ги имаме за чиста кампања и кај што вложуваме буквално милиони и милиони евра, како политички партии треба полека да ги рашленуваме или да ги разбиваме во многу подолг период. Освен од буџетски средства, нивниот изборен буџет се полнел и од донации. Според член 16 од Законот за финансирање на политички партии, вкупниот износ на поединечната донација не смее да ја надмине сумата од 65 просечни плати од правни лица и 30 просечни нето плати од физички лица во Републиката, исплатени во претходниот месец и објавени од Државниот завод за статистика. Овој износ не смее да биде кумулиран повеќе од еднаш годишно.
Во ревизорскиот извештај на СДСМ во делот на приходите, 72 функционери на СДСМ на 10 јули уплаќаат суми од 50.000, 60.000, 120.000 до 180.000 денари. Вкупно по основ се собрани околу 110.000 евра. Така Билјалка Сами и Фаница Николовска уплаќаат по 180.000 денари. Радмила Шекеринска, Панчо Минов, Мухамед Зекири, Сашко Николов и Никола Димитров уплаќаат истиот ден по 170.000 денари, додека пратеничката Марија Ангелова 120.000. Од членари на партијата собрала околу 250.000 евра. Според завршниот извештај, СДСМ и коалицијата собрале вкупно 480.000 евра по разни основи, додека во финансискиот извештај навеле дека вкупните расходи на оваа кампања изнесуваат 207.000 евра. Само за реклама во медиумите и на билбордите, доколку се собират фактурите од медиумите и компаниите кои изнаемуваат билборди, излегува дека потрошиле нешто помалку од 900.000 евра. Нејасно е како овие расходи не влегуваат во вкупниот финансиски извештај. Забелешки за финансиското работење на СДСМ за време на изборите имаа нивните политички опоненти. Од ВМРО ДПМН ги обвинија социјалдемократите за финансирање со така наречени црни пари и поднесоа барањето антикорупцијска комисија да го испита нивното финансиско работење. Поднесовме представка до антикорупцијската комисија да отвори случај, да истражи на кој начин и како се финансирале СДСМ во кампањата на предвремените парламентарни избори, каде што немаат поднесено извештај за потрошени над 700.000 евра, сума која што е прилично голема. Како што рековме на првата пресконференција, над 200.000 евра имаат потрошено на закуп за рекламни паноа и билборди. Нормално, билбордите беа јавно објавени пакетите, ждребање водики така натака, но не ја сваќаме причината поради која што СДСМ не се транспарентни кон јавноста. Арсовски тврди дека за кампањата на социјалните мрежи СДСМ потрошиле околу 500.000 евра. Над 500.000 евра имаат потрошено за рекламирање на социјалните мрежи, Facebook, Instagram и останатите каде што може да се рекламираат. Дневно има трошено над 27.000 евра, како што рекол во текот на кампањата над 500.000 евра. Така да апелираме уште еднаш до антикорупцијската комисија да отвори случај, да свати сериозно работата, бидејќи се работи за огромна сума на пари. Сомнежот е и на граѓаните, и на јавноста, и на сите останати дека тие пари се финансирани од рекетирањето на бизнисмените кои што го правеше СДСМ, од Луи Витон торбата и така натака, но тоа е работа на институциите кои што ќе треба да истражат и да ја сведат до самиот крај. Побаравме став од СДСМ за ваквите обвинувања, но и покрај нашите обиди оттаму не добивме коментар. Во ВМРО ДПМН вкупно 750 членови донирале околу 730.000 евра. Најголеми поединечни донатори се Драган Ковачки со 250.000 денари, Крешимир Павич со 306.000 денари и Јана Стајич со 307.000 денари. На 6 и 7 мај 2020 година целокупната пратеничка група на ВМРО ДПМН донира по 12.000 денари. Според извештајот на ВМРО ДПМН се гледа дека за реклами на социјалните мрежи, поточно на Facebook, платиле околу 40.000 евра за време на кампањата. Таков податок во извештајот на СДСМ не сретнавме. Според билансот за изборната кампања, ВМРО ДПМН има вкупно приходи од 760.000 евра, додека направиле трошоци од 1.860.000 евра. Во нивниот биланс се јавува непокриен износ од 1,1 милион евра. Од ДУИ пријавиле дека имаат приходи од 469.000 евра, додека расходната страна им е поголема за нешто над 1.000 евра и изнесува 470.000 евра. Алијанса на албанците е една од ретките партии што има позитивен финансиски резултат. Така партијата на села имала приходи од 136.000 евра, а расходи со 50 евра помалку. Двете неголеми политички партии, СДСМ и ВМРО ДПМН на последните избори потрошиле толку пари колку што и двете неголеми хрватски партии, Хрватската демократска заедница или ХДЗ и Социјалдемократската партија СДП. Двете хрватски партии потрошиле околу 3,4 милиони евра. Така неголемата десна партија на Хрватска ХДЗ, чија сестринска партија кај нас е ВМРО ДПМН, на последните избори потрошила 15 милиони куни или околу 2 милиони евра, што е скоро
исто со ВМРО-ДПМН, кои во ревизорските извештаи за последните парламентарни избори пријавиле дека потрошиле 1,8 милиони евра. Само за споредба, Хрватска е скоро 2,5 пати поголема според бројот на население од Македонија. Според бруто домашниот производ, Хрватска има $24,000 по глава на жител, додека Македонија има $15,000. Споредбата меѓу СДП и СДСМ не е можна, затоа што податоците во последниот ревизорски извештај не се вклопува со збирот на фактурите. Од СДСМ до Државниот завод за ревизија пуштиле документ во кој навеле дека вкупните трошоци од 12 март до 12 јули 2020 година во кампањата изнесуваат 12.846.698 денари или 209.000 евра. Само збирот на фактурите каде СДСМ и коалицијата се рекламирале покажа сума од околу 900.000 евра. Во Хрватска, сестринската партија на СДСМ, СДП на последните избори потрошила 1,3 милиони евра. ВМРО-ДПМН потрошило 5,7 евра по глас. СДСМ не може да се спореди заради податоците кои не се вклопуваат, додека ХДЗ и СПД потрошиле 3,3 евра за допиен глас. Наевтино помина СНС на Александар Вучич во Србија со потрошени 2,8 евра за секој добиен глас. Во соседна Србија изборите се одржаа на 21 јуни годинава, каде Александар Вучич освои 1,9 милиони гласови, а потроши 5,4 милиони евра за вкупната кампања. Но таму опозицијата ги бойкотираше изборите, така што немаме реална споредба со нашава ситуација. Неодамна избирачките места беа отворени во Црна Гора, но финансиските извештаи од тамошното трошење на партиите се уште не се готови. Со измените на Законот за финансирање на политичките партии од 2018 година, 0,15% од буџетот се издвојува за партиите, иако претходно тој процент изнесуваше 0,06%. Зависно од тоа колкав е проектираниот буџет, се одвојуваат околу 5 милиони евра јавни пари за нивно финансирање, од кои најголем дел, и тоа 70%, е за парламентарните политички партии, и тоа зависно од бројот на освоените мандати во собранието. Другите 30% се делат подеднакво на вон парламентарните политички субјекти, кои освоиле најмалку 1% од гласовите на последните парламентарни избори. За секоја фискална година партиите се финансираат од државната каса по 3 основи, и тоа за годишно финансирање, потоа за изборите кои им се исплаќаат во рок од 3 месеци по завршувањето на изборите и за нивните аналитички центри за кои добиваат по околу 280.000 евра. Поради кризата со коронавирусот годинава партиите се откажаа од средствата за годишно финансирање, иако пред да биде донесена владината уредба, ВМРО-ДПМН најпрво не се согласуваше со ваквиот потек, но потоа прифати. Согласно кризата и консензусот на политичките партии, процентот на финансирањето на партиите повторно е во рамки на претходниот процент, односно беше решено тие да добијат 0,04% од буџетот. Со уредбата на владата беа скратени 4 милиони евра на политичките партии, со одлука за нивна пренамена за справување со последиците од пандемијата со COVID-19. На партиите им преостана да поделат рамномерно нешто повеќе од 1 милион евра. Предлогот до владата го достави Министерството за правда, во чија надлежност е Законот за финансирање на политичките партии.